Новинарот Бранко Геровски и бизнисменот Љупчо Палевски Facebook кавгата ја преселија на улица. Двајцата точно на пладне се појавија на двобојот што претходно го закажаа на социјалните мрежи. Во центарот на градот, пред едно скопско кафуле, Палевски со боја го посипа Геровски, додека тој му подаде некакви документи. Ќе се извиниш или не за пцуење? Еве ти револуција. Револуција. Фарба со национални бои, шарена револуција, трае Геровски. Тоа е, толку. Тоа е шамар. Ај, врати се малку. Заврши. Врати се малку. Што сакаш? Тоа ти е таа твоја шарена револуција, од тебе не сум задоволен, сега те фарбам кој ти што фарбаше згради. Добра е револуцијава. Герица, дала е добра револуцијава. Заврши со тебе. Може се напишам за? Јас не сум задоволен и сум шарен револуционер, ја продолжувам револуцијата и чао. Својата закана. Уредникот на Слободен печат замина од двобојот со бизнисменот обоен во црвено и жолта боја. Претходно на Facebook Геровски тврдеше дека добил закани од Палевски, а Палевски пак бараше извинување за искажани навреди. Двобојот кој беше закажан преку Facebook предизвика голем интерес и кај медиумите, кои во голем број го проследија настанот. Нашите колеги наместо да продуцираат вести, станаа вест на денот, вели новинарот Христо Ивановски. Тој 30 години е во дневното новинарство. Вели, ваква поделеност немало. Новинарите беа поколегијални. Кога новинарите ќе станат вест, тоа значи или некој добил закана од новинарите, или бил тепан, но главно, ако си како новинар вест, тоа значи тоа. Во случајов видовме дека и Геровски, мојот поранешен главен уредник во Дневник, и УПА поранешен сопственик на Медиум, направија една пресметка и на некој начин само му дотурија боја на онака црно-белото новинарство во кое долги години живее Македонија. Денувива актуелен е извештајот и на Прибе. Пораките се да не се брза со реформите во медиумскиот сектор, особено со најавените измени на регулативата на Агенцијата за медиуми.